Американскиот председател Доналд Трамп најави нова имиграцијска политика, тоа е златен билет. Во дневникот се јавува Игор Стефановски од Гласот на Америка во Вашингтон. Игор, како ќе се добива златниот билет? Марина, златната карта ќе се продава и тоа за $5 милиони на странци кои сакаат да се преселат во САД и да бидат инвеститори кои ќе отворат работни места. Вака председателот Доналд Трамп ја најави новата миграцијна политика на САД во време на масовни акции против илегалната имиграција. Трамп рече дека новата програма за имиграција, која како што потенцираше е легална, може да почне за околу 2 недели. Златната карта ќе ги има истите привилегии како зелената карта, која исто така ќе овозможи услови за аплицирање за американско државјанство. Оние кои би имале златна карта ќе можат да работат во САД, да отворат компании и обезбедат работни места, а исто и како носителите на зелената карта би можеле и носителите на златната карта би плаќале даноци. Трамп очекува дека компаниите да платат за да влезат образовни работници во САД со златни карти и дека САД можат да продадат 1 милион златни карти. Новата програма ќе замени постоечката имиграцијна програма за инвеститори позната како EB-5 или 5-та категорија врз основа на работно место. Игор, каква е состојбата по американската акција против илегалната имиграција? Во притворниот центар на заливот Гвантанамо има се повеќе мигранти кои се планирани за депортација од САД. Шефот на Пентагон Пет Хексет таму направи обиколка и рече дека е горд што е партнер со американските агенции кои работат на, цитирам, отстранување на оние кои го нарушиле нашиот територијален суверенитет. Двајца функционери од американската одбрана за Гласот на Америка изјавија дека воен авион со 9 мигранти од Форт Близ во Тексас слетал во заливот Гвантанамо во вторникот напладне и дека сите 9 се сметаат за нелегални имигранти со висока закана. Биле чувани под страж. Трет официјален представник за Гласот на Америка изјави дека лет со повеќе мигранти е закажан за денеска. 9 нелегални имигранти кои се придружиле на други 17 кои претходно исто така од Форт Близ биле донесени на заливот. За сега не е познат нивниот идентитет, земјата на потекло или кривичните дела за кои тие се обвинети. Агентите за имиграција минатиот четврток депортираа 177 илегални имигранти. Од нив според официјалните лица повеќе од 120 илегални имигранти се опасни криминалци, вклучително и членови на венецуелска улична банда, која од страна на САД е означена како странска терористичка организација. Марина? Ти благодарам, Игор Стефановски од Гласот на Америка во Вашингтон.